Цените на недвижностите експлодираат. Квадратот никогаш не бил поскап. Цените на становите рушат рекорди, а младите се потешко доаѓаат до сопствен кров над глава. Последниве 5-6 години цената на метар квадратен станбен простор во делови од Скопје скокна од околу 1100 на над 3000 евра, а највисоки цени се бележат во централното градско подрачје, каде квадрат достигнува и до 3400 евра. Растот не го одминува нити Охрид, Маврово, Битола, Тетово и Струмица, каде нема стан поевтин од 1100 евра. Тоа се енормни покачувања, велат проценувачите. Предупредуваат дека сегашната методологија за проценка на недвижностите не ја следи реалната состојба на пазарот. Поради тоа што не дава реални резултати и не ги прати промените кои што се со самото движење на геополитичките промени, така да итно ни е потребна промена. Во тек сме и разговори со Министерство за транспорт за итна промена на самата методологија, така да се надевам дека брзо ќе успееме да добиеме таа можност, за да може да добиеме и квалитетна процена со реална пазарна вредност, која што влијае и во оданочувањето и на транспарентноста пред граѓаните, за да може да имаме доверба во системот. Иземањето на станбен кредит станува луксус, што ги става младите семејства пред се потешка одлука дали воопшто може да си дозволат купување на стан. Од Агенцијата за катастар на недвижности вела дека преку регистарот на цени и закупнини граѓаните конечно можат да добијат пореална слика за состојбите на пазарот, наместо да се водат од интернет огласите со нереално високи цени. Вие ако отворите на интернет може да најдете дека имате недвижност која што се продава по 4-5 евра, што нешто фала му на Бога до сега се нема случаи, очекуваме дека нема да има таков раст. Меѓутоа нашата основна цел е ние да информираме, затоа што имаше долг период каде што граѓаните не можеа да се информираат колку е реалната пазарна вредност на недвижноста и затоа се пуштаат такви пробни балони без оглед од која страна да доаѓа дека имаме скок од 100%, од 200% на цените, што нешто не е реално. Живковски потенцира дека првите показатели за 2026 веќе покажуваат стагнација, а на одредени локации и минимално намалување на цените. Сепак, експертите сметаат дека институциите мора да направат длабинска анализа на пазарот, да воведат пореални механизми за проценка и да утврдат дали повеќе децениската во одредени градови и прекумерна урбанизација на вистина одговара на реалните потреби на граѓаните.